Дали се крати од капиталните инвестиции кои треба да ја повлечат економијата напред, или проекциите се реални, зашто со години не се остварувало тоа што било ставено на хартија. ВМРО ДПМН е обвини дека со ребалансот се крати од изградба на градинки, училишта, нови спортски сали. СДСМ пак возврати дека сегашната опозиција 11 години стимулирала наталитет, но не обезбедила услови за децата. Кога зборувате за градинките, зборувате дека имало потреба 150 градинки да се изградат. Знаете колку кошта тие? 25 милиона евра. Вашиот лидер има индици, се води кривична пријава, дека само за провизии на автопатиштата кошта 25 милиона евра. Тоа е равно на 150 детски градинки. Нема ни да изградите градинки, бидејќи стратегијата за опфатот на мигрантите, таму ќе одат средствата. Првенство ќе се даде на вработување на мигранти кои што ќе дојдат овде, даден е налог за на сите општини да дадат станови, средства за да можат да дојдат тие. Жестока расправа за ставките од здравството. Власта и опозицијата се обвинуваа ке имали доволно пари за инсулин. Со одлука на влада, подпишана од Никола Тодоров како вице-премиер на владата, објавено во службен вестник на 28 март 2017 година, предвидените 662 милиони денари за набавка на инсулин се кратат на 558 милиони денари. Со ребалансот на буџетот кој го предлага овој министер и оваа власт има зголемување за 4 милиони денари на инсулините. Еве кај кратите. 8 милиона за превентивни мерки за туберкулоза. Еве кај кратите 36 милиона за децата за имунизација. Таму кратите. А еве кај додавате Могерини што вика? Запрете со партизација во администрацијата. Беса обвини дека и со овој ребаланс се запоставени регионите каде живее албанско население. Поднеле 63 амандмани за да се подобри водоводот, канализацијата и инфраструктурата и да се решат депониите во регионот, но ниту еден не е прифатен. За ДУИ пак ребалансот е повеќе од потребен, зашто е постигнат рамномерен регионален развој. Дебатата во собранието ќе продолжи и викендов. Договорено е пленарната седница да заврши во недела до 18 часот, пошто претседателот Џафери ќе ги распише изборите.